Добар ден, почитувани. Ова е стартот на уште една нова Телма амбуланта. Во денешната емисија ќе се задржиме на една тема од областа на ревматологијата. Каква болест е системската склероза? Што значи тоа автоимуно заболување? Кои делови од телото ги напаѓа, како се препознава и постои ли начин за незино конечно и целосно излекување? Гостин во студиото ни асистент доктор Филип Гучев, ревматолог од Универзитетската клиника за ревматологија во Скопје. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блок, затоа останете на Телма. Со асистент доктор Филип Гучев, ревматолог, денеска зборуваме за болеста системска склероза. Докторе, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Благодарам што ме поканивте повторно. Каква болест е ова? Дали е ревматолошка? Да, ова е едно од оние неколку класични ревматолошки заболувања, каде што, како и самото име кажува, е системско заболување, значи може да зафати било кој орган или органски систем, ама во основата на болеста има пореметување на имунитетот. Што нешто постојано го повторуваме, не е тоа што би се кажало онака секојдневно дека имунитетот е слаб или јак. Едноставно е погрешно насочен, се збунува. Одредена основа за која што сигурно ќе зборуваме после има некоја милјека и овие луѓе кај кои што предизвикува да имунитетот се збуни и почне да го напаѓа телото. Разликата кај системската склероза и спецификата на болеста како болест е дека се создава вишок на колаген, се создава вишок на сврзано ткиво. Сврзаното ткиво е токму тоа сврзува, тоа врзува, но тоа нема функција да пренесе одредени клетки или да направи размена на гасови. И тука настапува проблемот всушност кај болест. Всушност споменавте дека нашиот организам напаѓа дел од самото тело. Кон што е конкретно насочен нападот? Нападот е насочен на многу елементи на телото. Значи, тоа е еден генерализиран напад и сега ние како лекари всушност ги делиме овие пациенти според тоа каде и колку овој напад се извршува. Она што скоро секогаш се случува е да има напад на барем на ситните крвни садови. Така да го имаме она кое што се нарекува феномен на Рейно или синдром на Рейно, она помодрување на шаките, не само шаките, на краевите на телото. Значи, на врвовите, на прстите, на шаките и на стопалата, може на носот, на ушите да се јави, при изложување на студено или на изразен стрес. Всушност, овие капилари изумираат, телото ги напаѓа и ги уништува? Тие капилари првично прекумерно реагираат. Во дефиниција, феноменот на Рейно, значи сите што, прво да апелираме, сите што го имаат овој проблем, немаат системска склероза. Значи, но, по дефиниција, скоро да не може да постои системска склероза без овој проблем, но повеќето, скоро сите луѓе што го имаат овој проблем немаат системска склероза. Но може да биде и вовед? Може да биде и апсолутно, затоа овие луѓе доаѓаат кај ревматолози секогаш во целиот свет, особено кога ќе залади во зимскиот период, кога феноменот на Рейно се изразува и тогаш ние правиме скрининзи. Тоа е еден детален процес на испитување кој што подразбира бројни снимања, имунолошки испитувања, биохемиски испитувања и слично. Се разбира, тука се вклучени и многу колеги од други области како пулмолози, кардиолози, васкуларци, ако не се потребни, за да се проценат сите овие елементи и потоа доаѓаат пациентите со сите тие анализи готови според протоколи кои што се прават низ целиот свет, кој што и ние се трудиме да учествуваме секогаш. И тогаш гледаме дали има доволно елементи за да диагностицираме одредено заболување или можда Рейното е, да кажам, не асоцирано со некое заболување како што е системската склероза, во кој што случај препорачуваме греење, а во одредени случаи може и лекови кои што ги шират крвните садови, но тоа не е автоимуно по потока. Значи, кај Реновиот феномен всушност доаѓа до згрчување на крвните садови? Да, прекумерно згрчување на најмалите крвни садови. И на почеток какви се прстите? Бледи се на почеток или веднаш помодруваат? Тие обично избледуваат и потоа, ако доволно тоа трае, ќе почнат да стануваат мотри. И потоа луѓето јасно имаат прва реакција, пошто тоа изгледа многу драматично. Тоа не е благо, не е суптилно. Значи пациентите кои што обично се размислуваат дали јас имам оваков проблем, немаат во основа таков проблем. За тоа ќе ви кажат од врата.
Тоа е многу драматично. Испаничани доаѓаат. Да, и тие се плашат нормално, па шаките ви се бледи или некој прстите ви се бледи па модри и потоа ќе ги загреат и кога ги загреваат заради прекомерното потоа пак ширење на овие крвни садови стануваат прстите топли, но почнуваат и да печат. И тоа е целосен, тоа е еден целосен феномен на рено. Потоа нели тоа се стабилизира и тие се нормализира. Само шаките се опфатени или други делови на телото? Стапалата може да дадат такви апсолутно симптоми? се што е Споменавте носот. Во медицината тоа се вика акрална, на краевите. Така да се што е на крајот, врвовите на ушите, носот, врвовите на стопалата и шаките. Шаките ни се обично наизложени. Така да многу повеќе изложени на студена вода и слично, така да особено нели студената вода заради размената на температурата која што е поизразена тука луѓето ќе го почувствуваат. И претпоставам дека веднаш се явуваат на лекар, како што кажавте, испаничани, бидејќи тоа изгледа драматично, се прават испитувања. Да. Кое испитување точно може да ви покаже дали пациентот има системска склероза или не? Има ли некое конкретно испитување кое што потврдува или исклучува? Нема едно. Значи, и генерално антитела ќе барате, да речеме? Да, апсолутно. И генерално во ревматологијата има едно правило дека тоа еден наш професор кој што се уште активен, што ми е мила, викаше ние склопуваме мозаик. И тоа е навистина така. Со една коцка не можеме да добиеме слика. Ние можеме делимично да го процениме ризикот со присуство на некој антитела. Но многу е битно прво да го видиме пациентот, да го прегледаме, вие да го допрете, да го видите пациентот, да позборувате со него. Промените на кожата се многу специфични. Значи тоа за дебелување на кожа, особено на прстите почнува обично и тоа од краевите, кој што се нарекува склеродактилија, нели од прст. Е многу карактеристично, без кое што скоро да не може да се постави дијагнозата. Може, но треба доста од другите проблеми да ги има пациентот. И се разбира, проверуваме антитела, има особено 2, сега веќе 3 антитела кои што се многу специфични за системска склероза и нивното присуство во основа зборува за изразен ризик. Но ако имате пациент кој што има вака задебелени прсти, задебелена кожа на прсти, кој што има докажан ренофеномен, особено тука би направиле капилароскопија, би побарале кај овие пациенти за да се видат, тоа е капиларите се гледат во каква состојба се? Токму тоа. Прилично, да кажем, безболно, без стрес испитување за пациентот, каде што на коренот на ноктот со специјално апаратче под одреден тоа е форма на микроскоп всушност, се гледаат капиларите и тоа се разбира има неколку стручни ревматолози кои што го прават кај нас и кои што гледаат дали има пореметување на тие капилари и какво е. И тие ни даваат извештај за тоа и доколку има соодветни промени, тоа е исто така еден од критериумите кои што ги користи. Споминавте дека се ауа за дебелување најнапред на врвовите на прстите. Тоа е ткиво на лузда всушност, така? Да, фиброзно ткиво, колагенско ткиво. Сврзно ткиво. Да. Го има ли, дали вакви лузни се формираат и на останатите органи, бидејќи капилари имаме на секаде низ телото? Апсолутно, да. Не мора да значи. Не мора да значи. Не мора да значи, но тоа е тоа што всушност тесно работиме со овие пациенти. Значи, доколку ја дијагностицираме болеста, мора да видиме тесно да ги следиме од тие аспекти. И кога иницијално ги проценуваме, реално потребен и една компјутерска томографија на бели дробови за поблиска проценка. Барем рентген, но ја претпочитам да имаме кај овие пациенти компјутерска томографија на бели дробови. Ако е нешто особено сомнително, посебно. Значи, гледаме дали имаме некои промени, односно дали имаме појава на сврзно ткиво фиброза таму. Добра проценка на бубрежната функција. Значи, многу различни елементи. Гастроинтестиналниот тракт се разбира, ова ќе видиме дали имаат, какви тегуби имаат. Че ги прашуваме. Дали лесно голтаат, дали можат суво парче лепче да проголтаат, дали имаат често враќање на храната, дали можат нарамно да спијат без да им се враќа храната после јадење. Дали имаат проблеми со чести проливи или обстипации, нели? Се разбира, има безброј причини за сите овие тегуби. И заради тоа ви реков, ова е мозаик. Ако има коцката, ќе додадеме и таа, ќе додадеме и други, ќе видиме дали има доволно, се разбира, со разумно исклучување на други причинители. Мислам, има
многу луѓе со еден рефлуксен езофагит кој што нема и нема никогаш да имаат вакво заболување, да. А докторе, доколку се јави ова сврзно ткиво, само на одреден дел на кожата, а отсуствува на внатрешните органи, значи ли дека пациентот има системска склероза? Не, тоа е една форма на друго заболување, се вика морфеа, тоа е чисто кожно заболување. Колегите од дерматологија нормално и правилно ни ги праќаат и овие пациенти за да видиме дали може би е тоа еден почеток на некое системско заболување. Особено кога се јава заедно со симптоми што се прилично вака драматични за пациентот како што е Рейното. Но може да постои и не е толку ретко да постои вакво задебелување само на еден дел од кожата. И тоа не е системска склероза и не се третира така, тоа нашите колеги на дерматологија добро го водат. А кога станува збор за органите, може да настрадаат сите органи во телото? Во основа, да, можат сите да бидат зафатени. Тоа што порано било главен проблем кај пациентите со системска склероза била така наречена ренална криза. И тоа е едно нагло покачување на крвниот притисок и нагло слабење на бубрежната функција. Но една група на лекови кои што сите ја знаеме и кои што верувам дека скоро сите имаме некој во семејството што пие таква група на лекови, тоа се така наречените АЦ инхибитори, тоа е една група на ЕНАП, скоприл и слично. Оваа група на лекови ги спаси овие луѓе. Значи, со давање на овие лекови ние веќе немаме, јас не памтам овие години, но и во светот скоро да не е објавена смртност од овој проблем. На сега најголем проблем ни се белите дробови. Значи ќе биде засегнато дишењето. Белите дробови, да, и индиректно преку тоа и срцето. Иако за ова можеме зборуваме повеќе, така што. Ќе ги вклучиме и гледачите во денешната Телма амбуланта со дивни прашања, почитувани од овој момент емисијата е контактна. Значи ги споминавте како еден од првите симптоми за дебелувањето на кожата на прстите, на шаката, може да се јави и на стапалата? Може и на стапалата, но може и на лицето. Тие делови што ги повторно што се на крајот, да. Тоа особено приметуваат луѓето и изгледаат како да се првично како да се значително посвежи. Значи бурите ги снемува, кожата се измазнува. И тоа напредува. И овој напредок почнува потоа да пречи. Може да се јават бразди околу устата потешко се отвара заради тоа сврзно ткиво што е во кожата. Едноставно ја прави кожата помалку совитлива и подвижноста на се што е околу, конкретно и на прстите на овие луѓе, на устата, значи на се што треба да се движи е ограничено. И тука се јавуваат проблеми. Ќе се јават и отоци? Отоците се индиректни, сега зависи како мислите. Но кога дланките ќе станат поголеми? Тоа личи на оток, но е сврзно ткиво. Аха, и тоа е сврзно ткиво. Да. Како ракавица велат пациентите да носат, веројатно тоа нешто прочитам. Многу слично, да. Отоци може да се јават другачие при попуштање на срцето, што ни е главниот проблем во однос на смртноста кај овие пациенти. Може да се јават класични артрити, како кај ревматоидниот артритис, например. Значи зглобовите да бидат зафатени. Апсолутно, тие може и да се воспалат. Буквално класично како пациент со ревматоиден артритис, кој што е диагностициран пациентот со системска склероза, но имате и артрити, воспаление на зглобови. И во тој случај, нели, тоа треба соодветно да се третира. Дали оние крвни садови, ситни, капилари, како ќе се уништат, за секогаш исчезнуваат или постои можност организмот да си создаде нови крвни садови, нови капилари? Телото секогаш се бори, така да за секој оштетен крвен сад, доколку доволно бавно се јавува во овој процес, телото ќе се обиде да создаде спореден пат. Така да телото постојано се бори кон тоа да го васкуларизира, да го исхрани просторот, нели, кој што пати. Така да доколку доволно бавно тоа се случува, да, прстите може да почнат да се кратат. Тоа е доста специфично. И тоа да оди бавно на вистина, но ние например ќе го видиме на рентгенска слика каде што коската со целиот прст се скратени, крајот на прстот. Но телото сепак се бори, го васкуларизира овој дел и тој не е нели изумрен, тој е се уште жив иако задебелен и функционира, но е скратен. Така да тоа е, доколку процесот е доволно бавен,
дури да напредува покрај сите обиди за лекување, апсолутно да, тоа не би завршило со целосно изумирање на ткивот. Црвени точки понекогаш се вуваат на телото. Да. Тоа е еден карактеристичен симптом и секогаш е присутен? Не е секогаш присутен и малку е различно. Може да се јави тие класични црвени точки се поретки. Тоа се најчесто васкулитиси. А тоа се мали кожни автоимуни воспалувања на крвните садови. Она што е поспецифично кај пациентите со системска склероза е појава на личат како испукани капилари, на збирови на испукани капилари на кожата, што да се јават на лицето, на рацете, пак на оние најистакнати делови. И тие промени, така наречени телеангиектазии, се многу специфични, дури се во диагностичките критериуми, се бодираат како критериум во поставување на диагноза. Значи поврзани се всушност тие со крвните садови, ако добро ве разбрав. Да, токму да. А ранички по телото, зошто пак тоа се јавува? Тоа е токму заради оштетувањето на крвните садови. Значи болеста како што ги оштетува крвните садови, доколку доволно брзо напредува, телото не може да компензира. И во тој момент комбинацијата, например, студено или стресен период за пациентот, каде што тие се стегаат и самите по себе. Болеста која што ги напаѓа и ги оштетува, ако ги надмине капацитетите на телото да се справи со тоа, се разбира тој дел од кожата или тој дел од телото, главно кожата што го покрива тој дел на телото, ќе почне да изумира. И она што е специфично кај системската склероза, дека некаде измеѓу ова појава на ранички и она, како што рековме, бавно создавање на оштетување на крвните садови, каде што телото се адаптира на тие промени, е и едно специфично создавање на промени не кај сите форми. Тоа беше дури издвоена форма, но сега се смета дека може кај секој пациент со системска склероза, иако не е толку често, е создавање како на ковчиња во кожата. Дури од раната може да тече, на луѓето им личи дека е гној тоа, но кога правиме анализи не е гној, тоа е калциум. Така да тоа е специфика баш за системската склероза и баш за овој тип на автоимун атак. Точните причини за тоа како настанува искрено не се познати, но знаеме дека е проблемот на автоимуниот атак и хиперреактибилност, прекумерна реактибилност на овие крвни садови и едноставно патење на телото за кислород и за исхрана, зашто токму со калциумот тоа не е баш јасно. Да. Имаме гледач кој што ќе го вклучиме во денешната емисија со прашање. Добар ден. Ало? Ве слушаме во програма, сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Момент само. Ве слушаме. Само ќе ве замолам да побрзате, бидејќи навистина немаме простор за чекање. Дали сте си уште на линија? Да, тога сум. Направивте промена. Добар ден, Да. повелете. Јас сум Славиша и имам мождани удар. И сега имам тешкоти во... Така, значи ви имавте, колку што добро разбрав, мозочен удар, имате се тешкоти со зборувањето и... Со зборувањето и со желудникот. Аха, имате добро, имате проблеми од тогаш здравствени. Здравствени проблем, дали од лекови, дали од нешто друго. Аха, значи вас сега ви интересира проблемот со желудникот што го имате по мозочниот удар. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Ова сега надвор од нашата тема, докторе, но сепак може да го посоветуваме апсолутно. Така да за мозочниот удар ќе ве молам тоа редовни контроли кај колегите на неврологија, тие најсоодветно ќе ве избалансираат. Разбирам дека дел од лековите кои што ги примате, мора да ги примате. Молам, ништо не прекинувајте самите по себе, заради тоа што може тоа катастрофално да заврши по вас. Консултирајте се секогаш со лекарот што ви ги препишал, претпоставам неврологот. Дел од тие може да се тешки за желудникот, но
ќе се изадаптира или преку дозирањето или преку други лекови а се разбира и паралелно со лекови кои што ќе ви го заштитат желудникот. Гледате што полесна храна да јадете и трудете се да зборувате, има и специјалисти кои што ќе ви помогнат со тоа за да побрзо си го вратите полесниот говор. Така продолжуваме ние со денешната тема. Докторе, откако ќе се постави дијагнозата кај пациентот, споминавте дека тоа комплексно испитување треба да биде мултидисциплинарен тим вклучен во поставувањето на конечната дијагноза? Дефинитивно. Или само ревматолозите ја поставуваат? Видете, обично ги испраќаат кај нас колегите од други области, например, овие пациенти, и потоа се разбира ги користиме нивните услуги, без кои што ние не би можеле тоа да го завршиме. Мораме да имаме извонредно квалитетно ехо на срце, со проценка на белодробниот артериски притисок, бидејќи тоа е најопасниот дел конкретно кај овие пациенти. Мораме да имаме една навистина високо квалитетна снимка на белите дробови, на која што радиологот навистина ќе се посвети добро да ја прочита, бидејќи сепак тие се најстручни за таа област. Мораме да имаме добра проценка на белодробната функција. Посебно има и релативно нови методи кои што се користат за оваа проценка, така да пулмолозите се тука клучни во спроведувањето на тие работи. Така да има навистина многу се разбира колегите дерматолози кои што ни ги препраќаат и кои што веќе имаат детална процена на кожата, така да навистина бројни специјалности кои што со квалитетна проценка и со едноставно квалитетно посветување на пациентот многу помагаат кон тоа да и на време ги дијагностицираме и соодветно ги лекуваме. Уште еден гледач ќе вклучиме пред да преминеме на третманот. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Повелете, во програма сте. Ќе ве замолам само да го намалите тонот на телевизорот. Так. Добар ден. Добар ден. Да го прашам. Јас ќе ве замолам на разговорот да го следите преку слушалката, тонот на телевизорот сосема намалете го. Доколку сакате да го поставите прашањето, за да можеме да комуницираме. Едно прашање да му поставам на докторот. Така? Ве слушаме. На нозете ми се појавува некакво црвенило, односно кожарчина на прстите на нозете. Само тоа како или имате уште некаков пропретен симптом? Дали има некоја маз, нешто или шо? Аха, добро. Имајте предвид дека денешниот гостин е ревматолог, дека не е дерматолог, но еве може да даде некои насоки доколку смета дека би можел да помогне во вашиот случај. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Да. За господинот, значи доколку се појавуваат навистина промени на кожата, дефинитивно да ве види кожен лекар, бидејќи најчесто може да бидат инфекции таму, но дефинитивно прво е прашањето дали е пушач, која е возраста, каков е, нели, статусот на мастите кај него и слично. Така да може да е некоја периферна васкуларна болест која што колегите и васкуларните болести може да се јават на таков начин. Еве поврзано конкретно со ова што го зборувам. Васкуларна болест, тоа значи болест со крвните садови, болест со крвните садови, со крвните садови на кревите, како господинот што рече, така да дали има шеќер, дали има дијабет, дали е тој добро контролиран и слично, така да покомплексно е, но една детална крвна слика од матичниот лекар би ве рекол дерматолог и колегите на дерматологија прават и доплери на долните екстремитети, така да да го почнете патот од таму и се разбира и најубаво тие ќе ве посочат. Продолжуваме понатаму кога станува збор за автоимуната ревматолошка болест, системска склероза. Каков е текот на лекувањето? Дали е сложен, бидејќи е пресложена болеста тоа што ни го опишавте? За болеста долго време пристапот беше чисто симптоматски, што значи она кое што луѓето го имаат како проблем да го третираме тоа, но немаше темелно лекување. И иако протоколите се сѐ уште прилично штури по оваа тема, големите светски центри почнаа овие пациенти да ги лекуваат навистина агресивно и тоа почна да покажува навистина одличен ефект. Имаме и ние такви пациенти кои што почнавме и ние гледаме да ги следиме тие трендови,
и овие пациенти се значително подобри. Се разбира агресивноста. Што значи агресивност во лекувањето? Најубаво вака се објаснува. Значи болеста е автоимуна, но имаме проблеми во значи имаме автоимун аспект, имаме аспект каде што се создава сврзано ткиво, имаме аспект каде што крвните садови прекумерно се грчат, но и биваат оштетени од автоимуниот процес. Така да она кое што сега се прави, кажеме имаме пациент со извонредно агресивна системска склероза. Луѓе кои што животот им е по основа по еден кратко до среднорочен рок апсолутно загрозен. За овие луѓе, после направената проценка, треба да го смириме автоимуниот процес. Во моментот лекови како микофенолат, мофетил, кои што се подостапни кај нас, се база за тоа. Тоа е лек кој што го моделира, го менува имуниот одговор, од аспект на тоа дека го подобрува за она кое што е пореметено кај овие луѓе, но има и антифибротично дејство, што значи има благ ефект кон тоа да го кочи создавањето на сврзното ткиво. Може да се даде ки полесни форми, например, и метотрексат се разбира добра бубрежна функција и слично. Значи, и од именно тоа, доколку ова не се докаже за ефикасно, веќе се даваат и биолошки лекови, како што е ритуксимаб конкретно, и како што е, например, тоцилизумаб, односно актемра, кое што е достапно во Македонија. Се не за диагнозата, но сепак и кон тоа треба убаво да работиме, се разбира, но кои што може да се применат. Сега тоа е едниот столб. Другиот столб, да кажеме, се крвните садови. Тие прекумерно се грчат. Што можеме тука да направиме? Се разбира, работиме со колегите на трансфузиологија да видиме како најсоодветен баланс да поставиме со терапијата против згрчување. Ако имате некој, продолжам после. Не, продолжете. Но има и лекови кои што ги шират крвните садови. Така да почнеме од нешто постаро и познато за сите како еден пентоксифилин, потоа цилесо кој што е достапен во Македонија, се разбира, од наш алкалоид, но и лекови како што е, например, силданефилот. Виаграта е развиена за овие луѓе. Она за кое што Виаграта е славна, нели, кое што Pfizer го направи, меѓу другото број еден компанија во светот фармацевтска, е нус ефект на лекот. Лекот е развиван за овој тип на... За системска склероза? За болести на крвните садови, за да ги прошири. За ширење на периферните крвни садови. Така да, и тој е во протокол за лекување на овие проблеми кај пациентите со системска склероза. И се разбира некои многу помоќни лекови, бидејќи особено кои што се применуваат кога овие пациенти ќе развијат белодробна артеријска хипертензија, која што има тенденција да го преоптерети десното срце и во основа е главен причинител на смрт кај овие пациенти. А што со терапиите соматични клетки? Се работи доста на тоа поле, но нема докажан протокол за лекување на овие пациенти со тоа. Има еден нов пристап на терапија во момент, за кој што искрено немам читано кај системска склероза, но верувам дека има центри кои што го прават тоа во моментот, врвни центри во светот. Ова има пред околу 3 години направено кај релативно млади луѓе со лупус нефрит. Терапијата се вика CAR-T. Да не навлегуваме во детали, но е прилично агресивна терапија во која што обично работат повеќе области повторно, но се збришуваат, значи, сите клетки кои што создаваат антитела кај овие луѓе. Сите. И потоа со една специфична технологија и метода, и потоа тие како почнуваат да се возобновуваат, за сега не е видено дека ги создаваат антителата кои што претходно ги создаваат. Значи како да се ресетира всушност имунолошкиот систем? Има објавено група на луѓе кои што се тотално здрави со оваа терапија, но пак да кажеме, биле извонредно болни. Да, ова се луѓе конкретно со лупус нефрит, студијата која што ја гледав презентацијата. Но така да има навистина методи, апсолутно не е докажана, не е ова влезано во рутинска работа никаде во светот, ниту кај нас, но е нешто, кога прашавте за матични клетки, кој што е навистина напредно, не е соматични клетки, кој што е навистина многу напредно, на клеточно ниво и потенцијално, се мора да се каже, ги враќа луѓето во точката пред активација, веројатно пред активација на гените заради кои што се разболеле.
Ова ветува на вистина многу, бидејќи многу болести се врзани со овој начин на развој на Апсолутно, болеста. и не само во ревматологијата, во многу други области. Автоимуните болести за жал се поприсутни, така што можеби еве во оваа насока ќе оди начинот на лекување. Има ли некаква врска раното дијагностицирање кај овие пациенти? Дали ќе даде некаков поинаков исход текот на лекувањето доколку е рано поставена дијагнозата? Или во секој случај ќе доведе до траен инвалидитет? Апсолутно е битно да рано ги откриеме. Зошто? Например, главните два проблема, белодробната фиброза и, односно, создавањето на сврзано ткиво белите дробови и создавањето на зголемен притисок во белите дробови, на циркулацијата белите дробови кои што го преоптеретува срцето, така наречената белодробна хипертензија. Инаку, нема апсолутен доказ дека фиброзата на белите дробови и пулмоналната хипертензија се поврзани. Значи, дури испитувања каде што се давани, например, лекови за едното и за другото, се приметува дека луѓето може да имаат многу слабо развиена фиброза, или дури има случаи кај што нема фиброза, има белодробна артериска хипертензија и обратно, така да се смета дека едното, како да ви кажам, како човек што има висок крвен притисок и добие инфаркт. Сега, ако не се третира инфарктот, така, нели, ако не се третира високиот крвен притисок, ќе се зголеми ризикот, но едното не мора да е директен резултат на другото. Тоа не може да ви каже модерната медицина. Да скратам, апсолутно е битно да тоа биде на време, бидејќи овие големи манифестации кои ќе ги фатиме на време, на вистина, пошто не го спомнав и третиот дел од лекувањето, а тоа се веќе нови лекови кои што го кочат создавањето на сврзаното ткиво. Така да имаме ние и во Македонија веќе пациенти кои што се на мокни лекови кои што се вазодилататори, мокни лекови кои што се имуномодулатори и мокни лекови кои што се кочачи на создавањето на сврзаното ткиво. Еден од тие пациенти на водно се качи неодамна, така да бев на вистина многу среќен за одлично, значи сепак има резултат ваквиот агресивен начин на лекување. Дали оваа болест почесто се јавува кај мажите или кај жените? Почесто е кај жените. Почесто е кај жените, сите автоимуни болести на жалост се чести кај жените и почести се кај жените во репродуктивен период во основа. Така да генерално хормоните можеби имат некаква улога? Една од теориите да. Апсолутно да, и една од теориите дека хормоните го прават имуниот систем кај жените во репродуктивен период малку поактивен. И може би тоа е една од причините зашто оваа хиперреактибилност и збунетост на одреден аспект на имуниот систем. Но се уште е само теорија. А кога станува збор за полот како ризик фактор во однос на интензитетот и пројавноста на симптомите, дали е подеднакво кај мажите и кај жените тоа? Кој има полоша клиничка слика? Во основа е исто. Во основа е исто. Кога веќе ќе се развие, не дискриминира по аспект на полболеста. Така да имаме извонредно тешки пациенти кои што се и мажи и жени, апсолутно. Тука полот, значи не прави разлика. Имаме двајца гледачи, ќе им дадеме предност. Добар ден. Добар ден за првиот од нив. Се надевам дека се слушаме и дека успешно гледачот ќе се вклучи во програма. Добар ден. Доколку не успе да се вклучи првиот гледач, да го вклучиме вториот. Ало. Ве слушаме во програма, сте, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, голем поздрав и до докторот. Јас сум негов пациент. Едно големо благодарам до докторот, немам прашање, само да му се заблагодарам, затоа што ме врате во живот. Нозете ми продија, тој може се сеќава од Прилепско. Се јавувам, на 1 ноември бев кај него и сум предблагодарна. Ви благодарам. Имајте убав ден. Ви благодарам што се вклучивте и ете го споделивте вашето искуство и се надевам дека здравјето и во иднина ќе ве служи добро. Убаво е, докторе, кога се добиваат комплименти. Многу ви благодарам, се надевам што повеќе луѓе ќе бидат така добри и задоволни. Уште еден гледач да вклучиме. Добар ден. Ќе успееме ли вториот гледач да го вклучиме во програма? Еве уште една можност за него. Добар ден. Добар ден.
нека се јави подоцна повторно во програма и ќе го вклучиме. Кога зборуваме за оваа болест, каква улога има наследноста? Доколку некој во семејството ја има? Знаеме дека се работи, дека автоимуните болести не се сосема разјаснети. Појаснивте дека не се знае точно што ја активира болеста, но може ли да се очекува некаква наследност, односно предиспозиција во незиното јавување? Да, прво, некои работи знаеме што ја активира, значи вирусите, генерално, скоро секој вирус, и бактерии, некои, но главно вирусите, апсолутно, на луѓе што се подложни, се смета дека се активатори. И апсолутно стресот, особено психичкиот стрес, и пушењето цигари. Значи, овие луѓе апсолутно не смеат да пушат цигари, иако често не нас слушаат пред да биде навистина по проблематична состојбата. Ама тие се некои работи што се проблеми. Се во одговор на вашето прашање, има гени што се смета дека се одговорни за потенцијално за појава на болест. Обично се групи на гени, не е еден ген, туку се групи на гени. Но ниеден од нив не е докажан. Иако многу испитувања покажуваат дека болеста се групира во фамилии. Така да нема некоја статистика тесно извадена за системската склероза, бидејќи е прилично ретка болест. Значи спаѓа во ретките болести? Во основа, да, спаѓа во групата на ретки болести, тоа зависи како ќе ја дефинираме. Ако ја дефинили според, во Македонија има околу 1000 пациенти. Правевме анализа последен пат во 2017, треба таа да ја повториме. Има нешто помалку од 1000 пациенти имаше тогаш со системска склероза, така да по некои меѓународни протоколи таа е ретка болест, по други и не е, но сепак мислам дека 1000 пациенти за нашата популација Воопшто не е малку. Па и не е така малку, да. Сепак тешко се прави статистика со толку пациенти, заради тоа и во светот е тешко да се извади баш колкав е ризикот, например. Обично има такви проценки кај пациенти со ревматоиден артритис, какви што во Македонија имаме повеќе од 15.000, например. И за ревматоиден артритис се смета дека доколку мајката или таткото имаат ревматоиден артритис, има околу 1% зголемена шанса да го пренесат на своите деца. Што во основа не е многу, но значи сепак постои ризик. Така, а на која возраст обично се јавуваат симптомите на оваа болест? Симптомите се јавуваат обично порано, се јавуваат баш како што зборувавме од 20 до 40 најчесто, но во основа најголем дел од болест, од луѓето што имаат оваа болест многу бавно напредуваат. И повеќето луѓе не се јавуваат во овој период, така да многу често ги гледаме овие пациенти во поодмината возраст со понапредни промени. Доколку тоа било доминантно изразено, да кажам, на кожата, во тој случај тоа не е некој проблем, иако при тешки промени на кожата ние пак би им дале соодветна имуномодулаторна терапија, соодветни препораки, физикална терапија исто така знае значително да помогне за тие кожни промени и да ја подобри подвижност. Физикална терапија дури кај кожни промени дава резултат? Кај оние кои што немаат рани, кај кои што имаат изразени промени за дебелување на кожата, да, апсолутно со физикална терапија може да се подобри подвижноста, да се подобри еластичноста на кожата и со тоа и подвижноста кај овие луѓе. Докторе, кога ќе се спомена ревматска болест, обично првата асоциација се болки во зглобовите, нели луѓето велат ме вијат зглобовите, имам реума. Но како што гледаме лепизата на болест на болестите кои што спаѓаат во ова област е многу поширок. Навистина е така. Кога пред повеќе години, кога почнав со ревматологија, една од првите работи што сам се запрашав и што никој не можеше да одговори е што е реум. И до ден денес им кажувам на сите реума само по себе зборот ништо не значи. Се што можев да најдам истражувајќи е дека потекнува од старогрчки збор што значи да тече, бидејќи предпоставувам ја асоцирале реумата со лумбоишиалги или со некои проблеми со вратот, каде што или тоа се невропатските гоби, каде што чувството е како да ви тече струја по раката или струја по нозете и ја асоцирале со тоа. Самиот збор во основа ништо не значи, али модерната ревматологија е
област која што третира системски автоимуни заболувања. Повеќето се разбира, сите области имаат своји одредени автоимуни заболувања. Значи промајата, студеното време, сето тоа не се причинители на реума, што би се рекло народно. Тоа се оставштини кои што ние се разбира се трудиме да ги третираме, но секогаш одиме, модерно одиме низ призмата да ги исклучиме воспалителните и потоа како невоспалителни, заедно се разбира со колегите физијатри, например, и слично, се трудиме да им помогнеме на овие пациенти да се осетат подобро. Значи, најчесто во позадина стојат автоимуни состојби. Во ревматологијата, да. А инаку, фала Богу, не. Така дека и повеќето луѓе тоа не е автоимуно. За системска склероза нели е, но тегубите, да кажем, општите тегуби не се автоимуни. Треба да разликуваме, например, конкретно во ревматологија, едно момче на 20 години кое што постојано се буди од болка во грбот. Ке заспие и се буди, и е вкочането са бајле. И може би направил рентген и тоа личи дека има таму стеснување на простори, го крстеле уште од претходно дискус хернија, ама не помак. Значи, треба да го разликуваме, оваа особа, да кажем еден 50, 60, па и 40 годишник кој што потенцијално работи тешка физичка работа и навистина има бројни овој дискус хернии на работот и кој што кога ќе легне ќе отспие генерално, но и ги нема овие тегуби. Значи, има разлика меѓу овие и навистина треба да ги диференцираме. Иако не е дека немаме диагностицирани воспалителни заболувања и во многу подмината возраст. Затоа се вика доминантно, главно е во таа возраст, но не значи дека не можеме и во многу подмината, се разбира, нажалост, нашите колеги педиатри во вакви автоимуни болести, ревматолошки, наоѓаат и кај многу мали деца. Но тие се третираат на педиатрија, а потоа, по 18-та година, предпоставам, преминуваат кај вас на клиниката? Така, меѓу 14-та и 18-та веќе преоѓаат кај нас. Дали кај нив обично проблемот останува трајно? Не, кај нив може проблемот да помине, што е многу убаво да се види, но ако остане перзистира, во тој случај ние сме тука и ние превземаме. Уште еден гледач ќе вклучиме, се надевам успешно. Добар ден. Ала, добар ден. Ве слушаме во програма, сте повелете. Поздрав до најдобриот доктор Гучев и до водителката. Ви благодарам многу. Сакам да поставам прашање, левава нога. Обично двете ми се ладни, но топ не може никако да ги стопла со ништо, али левава нога почна сега да имате 1 година скоро. Сегде вака снимана одена со по докторите, никој ништо не ми објаснува. Ама сега го доби доктор Гучев, не е од тука. Добивте шанса и ве да го поставите и ова прашање, таа ваша дилема што ве мачи. Имам голема желба да му поставам прашање. Ногава лева, целосно стапало, осеќа кочизма да има на целата нога до горе, до подколеницава. И не знам дали има помеури, исто како компир да газан. Тако ви е чувството. Не осеќа ништо на таа нога. И често пати ми се случуваат паѓам. Еве ќе пак паднат. И дома во собава ми откажуваат, оттрнуваат од кај горе вака над чмаров, од тука ќе отрнат двете нозе и не осеќам ништо. И одмah ќе ти падна после. А многу ми е тешко и нервоза голема имам, ме фаѓат голема нервоза, зашто не осеќа ногава, ми е тешка како олов. Така, сигурно не е седно да се соочувате со една ваква состојба. По туѓа нога да има. Прстите не ми се подвижни, не ми работат. Така, ве разбравме. Ви благодарам што се вклучивте во програма. И ова кажа, црвени точки многу низ целото тело, има мали, ситни, крбосани, све така, 60 годишна возраст су. И затоа ме интересира. Така, добро, ви благодарам што се вклучивте во програма. Не знам, доктор, дали вака може вршо на сето ова да процени точно за што се работи, но сигурно ќе даде насоки што да се преземе. Ова личи прилично комплексно. Да, прво и основно секогаш ке сите пациенти, ке сите луѓе треба да почнеме од базата. Што значи матичниот лекар треба ви направи една детална лабораторија. Локалниот интерниста треба да ја види таа, можеби да ја надополни понатаму. И не знам каде живееше господјата, каде рече? Не слушна. Не знам точно. Каде и да е во локалниот здравствен центар
да ви направат, значи, една ЕКГ се разбира, еден добар детален преглед, потенцијално треба да се види каде, но има ехо на срце и доплер на долните екстремитети, нешто што е секаде достапно и рентгенграфија на вашиот работ. Значи, да почнеме од таму, да видиме каква ви е базично општата состојба биохемиски, значи каква е крвта, да видиме снимките што покажуваат. Битно е како ви е притисокот, дали имате шекер, значи некои такви основни, широки, обсежни. Да, заради тоа матичниот лекар на локалниот интерниста да ви испрати. Заради тоа што имате тегоби од многу различни области. Отоците се најчесто врзани со крвните садови. Сега ако тие навистина многу се напредуваат, во тој случај можеме да имаме и трнење заради тоа, но не од горе. И многу битно, мислам, една од најчестите причини за ваква комбинација на тегоби би било неконтролиран диабет, односно неконтролиран шекер. Така да тоа што паѓате, ако паѓате заради нозете, исто така сериозно, но ако паѓате заради губење на свест, тоа апсолутно веднаш колегите на кардиологија, па потоа неврологија ќе треба да ве проценат, тоа си има специфични протоколи за такви паѓања. Така да сватете го навистина сериозно, отидете прво кај матичниот, кај локалниот интерниста, за да знаат соодветно да ве препратат, бидејќи тегубите се сепак од повеќе различни потенцијално сериозни области. Докторе, ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Обработивме една болест која што се смета за ретка, но во некои земји и не се третира на таков начин. Кај нас има околу 1000 пациенти, споменавте. Има надеж и за нив со новите терапии. Ве споменавте дека веќе еден од нив успел да се искачи на водно, што е за поздрав. Успех, да. Ви посакувам уште понатамошен успех во работата и уште многу задоволни пациенти. Ви благодарам многу. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што наследевте. Ви посакувам пријатен ден.